На фотографското творештво на Манаки јас работам некаде 20 години скоро, од кои што да не кажам 13 години континуирано истражување. Фотографиите на Манаки се и како историски документи вредни, но и како уметнички предмети, како уметнички творби се многу значајни, затоа што тие се направени по сите стандарди на фотографската естетика. Така да, од овие фотографии, современите фотографи, студенти по фотографија или по уметност можат многу да учат. Пред се, најмногу може да научат за сериозноста на пристапот, како треба да се пристапи кон било која работа, да научат за страста на фотографирањето. И секогаш кога ние ги гледаме, без разлика дали се фотографиите, овие фотографии на Манаки или некои други стари фотографии или стари филмови, ние треба да го имаме предвид времето во кое тие фотографии се создавани. Тие живееле во едно многу бурно време. Точно го имаат фатено падот на таа империја, на турската империја, кој што во тоа време никој не мислел дека таа може да не да исчезне, но да пропадне така. Турската револуција, Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна имаат фотографирано, така да еден навистина бурен период не само за Балканот и за Битола, туку за целиот свет. Нивните фотографии се сведок токму на тие настани. Нивните фотографии имаат многу портрети, автопортрети, архитектура имаат, и пейзажна фотографија, па дури Милтон го има сочуван еден од првите актови во македонската фотографија, тој е акт на машко тело, кој што уште во така наречено во турско време Милтон го има фотографирано во своето студио. Има многу, но можеби најкарактеристична што е со некое и историско, и документарно, и уметничко значење е фотографијата Мајка со 5 главни деца, кој што Милтон Манаки има снимено во 1916 година во Битола. Тоа е една навистина потресна фотографија што за жал таа тема, таа композиција и до ден денес се повторува. Има една фотографија која што оваа година наполни 100 години од нејзиното создавање. Тоа е играње на шах со живи фигури во разрушените битолски црвени касарни. Манаки можеме од многу аспекти да ги обработуваме враќата Манаки, затоа што навистина тие тоа го заслужуваат.